Летното сонце сериозна закана за очите. УВ зраците предизвикуваат и канцерозни творби на предниот дел од окото. Според офталмологот доктор Кристина Шишарица, зрачењето од сонцето има сериозни последици врз очите, кои ако не се спречат навреме, може да доведат до несакани последици. Лекарите апелираат да се носат заштитни очила со УВА и УВБ сертификат. Дополнително се препорачуваат капи или шешири со сенка за очите, особено при долгото изложување на сонце. Особено да не се излегува во периодот од 12 до 16 часот. Во летните денови, кога температурите се екстремно високи, постои и високо УВ зрачење и како што сите знаеме, тоа УВ зрачење може да направи штетни последици на кожата, пред се, меѓутоа и на очите. За жал имаме пациенти кои што доаѓаат со проблеми поради оштетување од овие зраци. Поради тоа препорачуваме заштита обавезно во текот на летото со наочари кои што имаат сертификат за УВА и УВБ заштита и препорачуваме секако луѓето да носат и капи кои што имаат заштита во предниот дел на главата. Инаку оштетувањата од УВ зраците на очите, пред се знаеме дека многу честа појава е катаракта. И доколку луѓето не се заштитуваат, самите УВ зраци предизвикуваат забрзување на настанување на катарактата, со тоа намалување на видот. Потоа доаѓаат пациенти кои што имаат проблеми со дегенерација на макулата, кои што може да биде влошена поради овие зраци. А исто така самите УВ зраци може да предизвикуваат и растење на некакви творби канцерозни на предниот дел на очната површина. Лекарите апелираат на редовни рутински прегледи, бидејќи како што велат и кога нема никаков проблем, може да се открие некакво заболување, кое треба навреме да се спречи и лесно реши без трајни последици. Многу е важна заштитата и препораките се да кога се најмногу изразени овие зраци во периодот помеѓу 12 и 4, воопшто и да не се излегува и да не се изложуваат луѓето на овие штетни зраци. Редовните и најрутински прегледи се многу важни затоа што често се случува и луѓето кои што немаат апсолутно никаков проблем, а да не дојдат на еден таков рутински преглед, ние да најдеме некој проблем кој што не дава никакви симптоми. И од наша страна секако е најдобро да го откриеме во некаква таква порана фаза, бидејќи проблемот може многу полесно да се реши без да има никакви трајни последици на видот. Инаку, освен кај повозрастните, оштетување на видот е забележено и кај младите и децата, истакнаа лекарите. Вела дека прекумерно гледање на малите екрани може да придонесе за оштетување на самиот вид. И овде со апел на внимание.